Една минута по 9 часот. Многу се радуваме на она што следува во продолжение, со оглед на тоа што може би таа нас не лоцираше, но во секој случај е... Се препознаваме. Да, тоа некако кон тоа ми водеше реченицата, да, дека умееме да се препознаеме едни со други и убавите работи кои што навистина се вредни за тебе внимание да ви ги донесеме во етерот. Таква убава музичка приказна и нишка ни носи и Ангела Маџирова или Енџи, низиното уметничко име или дамата која што имавте можност пред малку во видеозаписот да ја погледнете, а сега и тука во студио да ја доживеете. Ангела, ти благодариме што утрово ни пристигна од Богданци. Меѓу другото би рекле што ни пристигнуваш од другата страна на светот, затоа што со адреса на живење во моментов си во Бостон. Во Бостон. Ќе подраскажеме и за тоа. Со Цеце оваа седмица имавме мал милион музичари, секако и со Ивана, како сме со динамика нели по денови. Меѓутоа, драги Иванов, на самиот почеток од оваа седмица, не знам дали го познаш, исто е родом од јужниот дел на Македонија. Пред 5-6 години се враќа со најголеми импресии, се уште говори од Бостон Беркли, каде што завршува со своето студирање. Не знам сега ќе ни кажеш точно што студираш во Беркли, меѓутоа тој знам дека е инженеринг на звук и така натаму. Меѓутоа драго ми е што во оваа седмица запознаваме двајца млади артисти, музичари кои што се на префинетиот и почитуваниот Беркли во Бостон. Секоја чест. Баш ме мило, фала ви за убавиот пречек. Секој време. Како е во Бостон, прво тоа кажи ни? Колку време си таму веќе период? Ова ќе ми биде петти семестар, сега оваа пролет ќе ми биде петти семестар. Значи тоа му доаѓа трета година календарска како си таму, така? Да, трета. И која е насоката? Студирам сонграйтинг, пишување, компонирање песни, меѓутоа тоа ми е главен смер, споредни смерови ми со филмска музика и мюзикли. А затоа Бродвеј секаде некако се реферира твоето име и презиме. Со цеца време Бродвеј, Карнеџи Хол, Њујорк, викам, добро, има и зошто. Да, и читавме за тоа за Карнеџи Хол, што се случи, нели нешто со короната беше прашање дали ќе се одржува или нема да се одржува? Беше заради ковидот, беше уште пандемијата и не бидна тоа, тогаш не го одржаа таа година колку што се сеќавам и но се уште е на листата на твои неостварени желби, претпоставувам. Па да, меѓутоа ќе биде. Да. Ангела, ајде вака да започнеме можеби од самиот старт. Колку време си во полето на музиката? Како започнува твојата музичка приказна тука? И веројатно ќе продолжи во сосема други смерови со оглед на тоа што нели светот ти е веќе на дланка. Меѓутоа, убаво е што еве и тука во нашата земја, во твојата родна Македонија, ги промовираш овие работи кои што ги создаваш. Најавуваме промоција на мини албум кој што содржи 5 песни, така? Да. И ова што го погледнавме пред малку, претпоставуваме дел од истиот. Можеме да го дефинираме како некој EP? Да, како EP. Нема директен превод, мини албум е најблиското нешто. Најблиското нешто. Да. Зашто станува збор, што содржи, колку време работеше? Фузија од многу убави звуци, мора да забележиме со Цеца, така некако ги забележиме сериозна е оваа музика која што ја прави. Фала ви, баш ми е мило што ви се допаѓа. Така некако сакав нешто кое ќе се вратам зимава да издавам. Се сретнав со продуцентот кој стои зад проектот на едно предавање. И така добро ни одеше соработката, па решивме да издадеме нешто. И така почнавме без некоја ептен одредена насока, знаевме дека ќе биде поп, алтернатив, нешто малку можеби и рок. И така почнав да ги пишувам песните. И така само некако се роди да биде Bitter Blues, дали да биде мелодиски инспирирано од блузот или пак да има така малку горчливи теми да опфаќа. И така само си се роди и името и така убаво се склопи на крајот. Што овие 3 години ти донесе Беркли? Го прашавме и Драги. Те прашуваме сега и тебе, бидејќи сепак станува за еден престижен универзитет во Бостон и честопати кога ќе се стави името во нечија биографија Беркли, знаеме дека некакви животни постулати ќе бидат присутни вистински, нели, затоа што сепак е, да кажам, почитуван и е во едни, можеби, топ неколку универзитети кои што се бават, односно ја носат музиката и тие темели кај младите студенти. Што ти донесе како цврстина, можеби, најмногу универзитетот според мене искуството и најискрено и пријателствата
заради тоа што тоа е всушност тоа што е најважно, сепак има и едукација и се тоа, меѓутоа самото искуство и самата соработка со колеги, пошто цело време таква ни е индустријата, такви се потребите и навистина тоа е најважното и најубавото од целото искуство. И вело дека Беркли не ви носи само теорија и искуство, туку напротив ви носи една убава интеракција и поврзувањето со инструментите, вокалот и сите оние кои што ги имаме, нели, жичани инструменти во случајот како укулелете така натаму, и нешто што научив од сите кои што кажуваат, а студирале на Беркли, кажуваат се што излегува и го слушате така на звучник, тоа е вистинското нешто. Да. Со какви луѓе се поврза генерално сиве овие години три, бидејќи велам дека е некогаш и честа прилика и можност да сретнете продуценти, музиколози, уметници кои што работат со вистински музички ветерани од светот на таа популарна музика. Па да, има од секакви бранши, има продуценти, инженери, други артисти, луѓе што сакаат да компонираат, така е баш се е опфатено. Каков е Бостон за живот? Па убав град е, не е многу голем, не е многу па и мал. Времето е врнежливо, ама Што ти пречи, а што апсолутно сакаш ултимативно во Бостон? Па во Бостон, пошто таму сум на факултет и генерално се движам на кампусот, и стварно тоа ми е најубавиот дел, што сум цело време со колеги и обкружена со луѓе што ја сакаат музиката. А единствено нешто... се инспирирате едни со други? Да, дефинитивно. Не сум многу под дождот, тоа ми е единствено нешто што не ни ми пречи. Заради кое што прото само ти не достига Македонија? Да, дефинитивно. Веројатно и ти не достига да. И ова зад камери, така? Тоа е таа, мислам дека најголема животна Да, приказна. дефинитивно, да. Да ни биде залудно дека го носиш инструментот. Ние се договаравме вчера за една композиција, ама ти ми велиш расположена сум и за две, а ние уште порасположени да слушнеме. Што ќе биде она прво што ќе ни го отсвириш и отпееш? Прво ќе биде првата песна Bitter Blues for My Baby. Ајде. Кратко, уживаме. My baby ghosts me for good morning. My baby ghosts me for good morning. Puts me on the top, then pushes me off. My baby crawls back, but he makes me cry. Crawls back, but he makes me cry. Makes me look like a fool, leaves me dazed and confused. He calls my sky, even though he knows I love the sun. He wounds me with his words, and I weep while he's having fun. Makes me feel like the loneliest girl. Баш ти е блуз. Overdose of blues. Фантастично. Само да прашам, бидејќи често го гледаме името Ангела Маџирова, Енџи со Бродвеј. Има прилика и вистина ќе го посакам на секој еден бродвејските шоа кои што ги имаат во Америка, особено нели во Њујорк, има прилика да го погледнам Хари Потер and the Cursed Child. Да. Меѓутоа има прилика и сакав во некоја следна прилика Wicked, каде што нели Ариана Гранде и Синтија Евио ги екранизираат сега новите теми од Wicked. Ти е желба да стапнеш на сцената на Бродвеј? Ми е желба и да стапнам на сцената, меѓутоа имам и голема желба да пишувам мюзикли. За Бродвеј, Бродвејско шоу парк. Да, всушност тоа ми е, да кажам, малку по-примамливо во моментот да напишам нешто. Тоа ми е од многу малечка ми било тоа и сон и предизвик, така да тоа се надевам. Дека ќе се оствари. Да. Марко те праша за тој момент на бродвејска сцена. Ти спомена дека нели дел од работите кои што ги изучувате на факултетот се поврзани со
со овој тип, па претпоставувам дека дополнително имаш можност да учиш од најдобрите кога станува збори за ете како се прави едно бродвејско шоу и така натака. Има ли таква можност на факултетот за малку поголема едукација? Има спореден смер за пишување мюзикли и тоа е всушност може да се изучуваат сите различни аспекти од пишувањето или од продукцијата на мюзиклите. И доста ми е интересно сега за сега. Има цел време соработка, пошто тоа е најглавното всушност во светот на мюзиклите. И го учите, да речеме, по структура, инфраструктура, како се постава, да речеме, текст за бродвејска сцена? Да. И текст, и музика, комбинација. Кои се основните елементи и фундаменти кои што би требало да се искористат, да ги знаеш, да речеме, за да се напише текст за една таква габаритна сцена со толку многу протагонисти и цел ансамбл, бидејќи Бродвеј вистина мислам дека топ of the pop. Да, прво мислам дека најважно од се е да се погоди жанрот во што се обработува на дадената тема и потоа има секако мали финеси. Меѓутоа мислам дека најважно е поврзаноста помеѓу самите мелодии и текстот и инструментацијата да се има чувство и да се направи тоа да биде склопено и да се има сепак приказна и самата музика да раскажува приказна. Всушност тоа е најважното. Имаше можност досега да бидеш дел од некаков мюзикл, да гледаш, да уживаш, кој ти оставил вака можеби поголем впечаток? Или ако не си имала, што би сакала да гледаш наскоро? Има многу мюзикли што би сакала да ги гледам. Да кажам, на врвот на листата се мюзиклот Six за 6 жени на Хенри VIII. И се уште мислам дека е присутен на бродвејската сцена. И на Бродвеј и на Вест Енд во Лондон, секаде мислам дека има и турнеја. Знам дека наскоро треба да дојдат и во Бостон, таа што е како турнеја. Како турнеја. Би сакала значи во Бостон сигурно ќе одиш на тој мюзикл. И многу ми е убав мюзиклот Hadestown за Орфеј и Евридика приказната. И така има многу Wicked секако сега и во тренд Wicked. Да. Вела дека најдобриот мюзикл се уште го држи барем на врвот е The Lion King или Кралот Лав. Да, се уште вела дека тоа е најдобриот мюзикл конзистентно неколку години, иако се меѓутоа билите да се многу повеќе од тоа што македонскиот стандард понекогаш ни го возможува, меѓутоа нели можат преку некои апликации да се најдат и ефтини билети. Каква е замислата за Ангела? Уште колку остануваат студентски денови и календарски години во Беркли? Не знам како идат, кај нас нели обично 3 со 2 и така натаму. Кај тебе како е случајот? На ниво на семестаре не се бројат годините, туку се бројат повеќе семестрите. И треба да дипломирам мај 2026. Тоа е за една календарска година. За една календарска година, Кои се плановите? Па плановите се да издавам повеќе музика. Остануваш на копно во Бостон или би правила некаква комбинација? Па уште не сум сигурна, има време за тоа, меѓутоа ја сакам и да се вратам во секој случај. Така да ќе видиме, има време, но сепак музиката, издавањето на музиката ми е во план, дефинитивно. Супер ја започна оваа 2025-та, еве со промоција на овој твој најнов музички проект, но има ли нешто друго што оваа 2025-та си го постави како цел што сакаш да го постигнеш во поглед на музиката? Има ли можеби оваа мини издание на овој албум уште едно продолжение? Па се надевам дека ќе има. Не знам дали ќе биде оваа година или наредната, меѓутоа дефинитивно сакам, ќе продолжам да работам и со продуцентот, инаку Кол Хачинсон. Да, од Фриска го споменуваш, не го споменавме името, убаво е да го кажеме заради тоа што и тој е заслужен за овој производ музички кој што го направивте. Да, тој ми беше колега на едно предавање, веќе е дипломиран, доаѓа од Северна Каролина и така супер соработка, ќе продолжиме со него и се разбира нови жанрови, нов, да кажам, не можеби нов, туку еволуиран звук на тоа што беше сега, да. Можеби по дефолт доаѓа да се изразуваш на англиски, со оглед на тоа што, нели,
Сега последниве моментот, години си говорното јазично подрачје. да, си во Америка, но создаваш ли музика на македонски? Па да, јас пишувам и музика и всушност и доста и поезија и на англиски и на македонски. Така да во план е и тоа во иднината. Да. Со оглед на тоа што спомена дека би сакала и тука да се вратиш, верувам дека тие корени се цврсти и дека ќе произлезе нешто и на македонски јазик. Може да се одјавиме Уште нешто да се одјавиме, да, со укулеле. Да. Со уште една песна. Слушајќите, имам чувство дека некако и кантри добро би ти стоело. Да, дефинитивно тоа. Некако тоа го... Учествував во кантри ансамбли и ме влече на вистина кантри. Еве пак и ова пролет ќе бидам во таков ансамбл. Сега те замолам, премногу ќе биде Доли Партон и Жолин да ни ја испееш. Па... Би можела? Види, да. Да, еве, ако исполнуваш желби, исполни му Јана Маркова. Слободно, ако ти немаш проблем. Како те носи духот, така направи си. Оставаме. Може и Джолин. Ајде. Ке ми се исполни една убава желба. Се погодивме, нели? Па да дојдеме за некоја година на мюзикал да слушаме некоја. Кај Енџи. Енџи. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him even though you can. I had to have this talk with you, my happiness depends on you, whatever you decide to do, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him even though you can. Прекрасна си. Благословена сте. Сериозно. Прекрасна душа, така некако само биде инспирација и освојува го свето, тоа ќе ти го посакаме со Цеци со целето. Знаеш каква исклучителна прилика ни дадете, запознаеме и ми доаѓаат солзи на очи од кроткоста, едноставноста, а големината која што ја поседуваш. Мислам, секој од нас поседува големина, меѓутоа така, таа една убава кротка и понизна енергија која што имаш, само нека те води убаво патот животот. Фала ви Така, многу. и светот е твој, продолжи да го освојуваш. Тоа ќе посакаме со Марко и се надеваме дека ќе се видиме во следна прилика тука во студио, бидејќи Само најави кога си тука. да, видиш, Дефинитивно. се враќаш и во Македонија, не ги забораваш корените, така што те чекаме повторно со нови проекти. Да се одјавиме со мојот сега во моментот нов хит од Енџи. Ајде. Ке имаме прилика bottom line да го слушнеме, Влаче и колеги од режија. Марко веќе има твои фаворити, да знаеш. имаме. Така Ти што така благодариме. се одјавуваме.